Еве втора шанса за вклучувањето со Милијана. Се надам дека сега ќе биде подобро со оглед на тоа што ни се скратија минутите за разговор. Веднаш ќе преминам на светското првенство во Кина. Кажи ми колку си задоволна од твојот настап таму, што си се случуваше. Освоено е 9-то место, иако вели твојот тренер дека можело да биде и малку подобро, но сепак повредата си го направила своето. Ајде накусо да ни раскажеш околу настапот таму. Така, ова беше најбитниот турнир годинава за нас. Но за жал во првата борба се здобив со повреда на бутниот мускул, односно кинење на квадрицепсот. Кога заврши борбата, искрено не знаевме за каква повреда станува и за тоа влегов и во втората борба, но повредата си го направи своето, не можев да го дадам својот максимум. Во ист ден две борби? Да, во ист ден две борби. Односно ми треба 3 борби за медал, а 5 борби за златен медал. Така да, навистина останува жал за ова светско првенство, но постојат некои работи кои што не можеме да ги смениме и се надеваме на следната година исто така на медал. Да, освен повредата, што би рекла во поглед на останатото се таму што се случуваше во Кина, како си поминавте ти твојот тренер или екипата која што беше таму? Верувам дека се тоа едни убави спортски настани каде што нели царува спортот во ситуацијава таеквондото. Па светското првенство е навистина сосема еден друг терен, друг турнир, организацијата е сосема друга. Исто освен турнирот и тренизите имавме можности да посетиме, да видиме една различна култура, различни обичаи. И Кина е секако една преубава земја, така да навистина беше едно преубаво искуство. Може би еден нов друг свет Кина. Така некако ќе му дојде. Да, сосема нешто друго од кај нас. Да, сосема, тоест многу поразлично од она што е тука во Македонија. Милијана, генерално како би оценила оваа 2025 година со оглед на тоа што сме веќе кон крајот? Ќе го споменеме неодамна и турнирот во Албанија, поточно во Тирана. Таму го освои, ако не се лажам, сребрениот медал, меѓутоа и бројни други надпревари ти одбележаа кариерата оваа година. Па еве, што е она што позначено можеме да го издвоиме, може да ни споменеш за Тирана или за некој друг надпревар кој што беше годинава? Па би издвоила дека оваа 2025 беше навистина успешна за нас, затоа што од 10 турнири имав 10 медали. Браво. Како победни турнири би ги издвоила турнирот во Албанија, каде што освоив сребрен медал, исто турнирот во Шведска, каде што имав сребрен медал, турнирот во Инсбрук во Австрија, каде што имав златен медал. Така да имавме навистина една успешна сезона и собравме навистина голем број на поени за олимписката ранг листа, што е навистина битно за да се квалификуваме во први 5 за следните олимписки игри и да влезам со директна норма. Така да сега следи мала кратка пауза и потоа се враќаме уште посилни, од февруари веќе почнуваат следните турнири. Да, дали зборуваме за летните олимписки игри во Лос Анџелес 2028, за таму се собираат поени или? Да, за 2028. Веќе почнате циклусот, следниот циклус и собираме поени. Добро, тоа значи, иако е можеби за неколку години, сепак работите стартуваат однапред и треба добра подготовка за да можеш ти и твојот тим да се најдете таму помеѓу најдобрите надпреварувачи. Спомена околу 2 до 3 месеци, можеби некаде до февруари ќе биде твојот период на мирување и рехабилитација. Па како си ги поминуваш овие денови кога сама спомена на почетокот не си во можност да тренираш и тоа е можеби една од најтешките работи што може да му се случат на професионален спортист? Така, па навистина ми е чудно и денот ми е неисполнет, затоа што навикната сум со 2 тренинга на ден, плюс масажа, рекуперација, ладни кади и навистина ми е многу чудно и пробувам да се навикнам, но сепак одам на физикална терапија, одам навечер на тренинг и гледам другите како работат и пробувам да останам некако, иако ми е навистина многу чудно. Да, спомена официјално некаде од февруари се враќаш. Кои се позначајните надпревари кои што те очекуваат веќе следната година? Верувам по оваа рехабилитација можеби поинтензивно или постепено ќе започнат тренинзите? Како би одело сето тоа?
Па веќе до четвртата недела треба да имам физикална, а после тоа треба да видиме на ехо, да направам повторно магнетна, да видиме дали местото е заздравено, затоа што ако не е добро направена рекуперацијата, потоа постојат и шанси за повторно кинење на мускулот, така да треба да се направи сето тоа добро. И веќе од 5-та до 6-та недела можам да се вратам во фул тренинг. Така да веќе од декември би кажала и јануар веќе ќе можеме да се подготвуваме со фул тренинг. И прва цел ми е на 1 февруари во Фуџаирах, во Емиратите, и на 25.6 имаме Канада Open и US Open. Тоа е се во февруари? Да, се во февруари. Од едниот на другиот крај на светот. Да. Супер. Милијана, јас те посакувам навистина брзо опоравување. Не знам дали ова прва вака потешка или посериозна повреда во твојата кариера? Да, прва се случувам со ваква. Добро, нека биде и последна. Дека следат само убави спортски моменти кои што ти ја, нели, обликуваат кариерата и те носат онаму каде што треба, тоа е секако на вистинскиот пат, и се надевам дека и во следната можеби наша средба ќе зборуваме дека сме се поблиску, поточно ти и твојот тренер и тим, дека сте се поблиску до летните олимписки игри во Лос Анџелес 2028 година. Ти посакувам, како што веќе напоменав, побрзо да се вратиш со полна снага и сила на терен и да покажеш најдобро она што го знаеш. Ви благодарам. Ти благодарам и на тебе за ова твое кусо вклучување утринава, да позборуваме малку ете за оној важен настан кој што се случуваше, поточно таа убаво напомена дека оваа 2025 е убава за неа во поглед на таеквондото и Македонија генерално, заради тоа што од 10 турнири таа се враќа со 10 медали и верувам дека уште поуспешна ќе биде и следната 2026 година. Следуваат рекламите, па потоа се поврзуваме и со колегата Александар во 8 часот, стандардниот термин за вестите, да дознаеме што е ново и кај нас, но се разбира и во светот.